Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Младите во Охрид бараат сигурни работни места, подобри плати и поголема поддршка за развој на сопствен бизнис. Во Охрид постои потенцијал кај младите, но недостигаат конкретни програми и системска поддршка за нивен развој, сметаат активистите. Потребна е стратегија за охрабрување на идните потенцијални предприемачи. Според активистите, од една страна, младите треба да бидат поактивни и погласни во реализацијата на своите идеи, а институциите, од друга страна, да создадат услови за развој и економска независност. Ќе кажам една метафора за Охрид и младите во Охрид. Значи, има поддршка од аспект дека има сцена, меѓутоа буџет, сценарио и реализација на представата нема. Што сакам да кажам? Дека треба структурни реформи и програми кои треба да се реализираат во општина Охрид за развој на младите и бизнисите, кои ќе се вклучат младите. Како еден од клучните сегменти за напредок, активистите го посочуваат неформалното образование, преку обуки, работилници, каде младите ќе стекнуваат практични вештини и контакти потребни за реализација на бизнис идеи. Активистите предупредуваат дека туризмот, иако е главна економска гранка во Охрид, не нуди долгорочна сигурност за младите. Во суштина ќе кажам дека за младите нема 12-месечен континуитет од аспект на туризмот и тука се јавува проблемот, затоа што младите може да се вработат, но и тоа 3-месечно вработување е несигурно вработување со не така голема плата и тоа ги доведува во прашање екзистенцијалните прашања на младите, па понатаму избираат да се иселат или во Скопје или во другите земји. Во суштина имаме несоодветен економски развој, од една страна во туризмот, затоа што квалифицираните млади кадри од IT секторот и од другите уметности така натаму не го гледаат како конкурентност вработувањето како келнер, кувар и така натаму во туризмот. И од друга страна туризмот е и бенефит за Охрид, но и од друга страна е и да се изразам проклетство за младите, затоа што функционира само 3 месеци наместо 12 месеци. Младите во Охрид имаат идеи и потенцијал, но очекуваат поголема институционална поддршка, стабилни работни места и услови за економски напредок. Без долгорочни политики за развој, сезонската економија и несигурноста ќе останат главните предизвици за нивната иднина во градот. Македонија се соочува со сериозен товар поврзан со пушењето и никотинската зависност, а особено загрижувачки се податоците што се однесуваат на младите. Речиси половина од возрастната популација во државата пуши, што е двојно повеќе од европскиот просек. Уште поалармантен е фактот што дури 70% од пушачите започнуваат со оваа навика како адолесценти. 1/3 од учениците на возраст од 13 до 15 години веќе пробале цигари или друг тутунски производ, а 12% активно користат тутун. Кај младите од 15 до 16 години, околу 37% користат цигари или никотински производи, додека електронските цигари и вејповите веќе се опишуваат како масовен феномен кај младата популација. Станува збор за еден многу сериозен јавноздравствен предизвик. Никотинот создава зависност и тоа многу посилна зависност создава токму во тој период на адолесценција, кога импулсот на контрола на таа возраст е слаб, додека доживувањата на допаминот се поинтензивни. Последиците секако се сериозни. Во Македонија имаме 3600 годишно смртни случаи кои што се поврзани со ризик факторот на употреба на тутун и тутунски производи, или практично секој 6-ти смртен случај во државава ни е поврзан со пушењето. Покрај здравствените последици, не можеме да ги занемариме и економските последици. Значи, економскиот товар
на нашава држава изнесува претворено во бројки 19 милиарди денари на годишно ниво, во кои што се пресметани трошоците за лекување од последиците на таа навика, понатаму трошоците од намалената продуктивност на населението и предвремената смртност. Загрижува раната изложеност на чад и нормализацијата на пушењето. Дури 46,2% од децата секојдневно се изложени на пасивно пушење во домот, а 67,5% растат во средина каде што постојано има присуство на чад од цигари. Значителен дел од младите имаат контакти со рекламирање и промоција на тутунски производи. Заштитата на младите од зависност треба да биде заедничка одговорност на целото општество, нагласува доктор Чингоска. На младите уште од најрана возраст потребна им е поддршка за развивање здрави навики, физичка активност и отпор кон притисоците од околината. На општествено ниво потребно е да обезбедиме училишта, јавни простори без чад за децата. Потребно е инклузија на сите, значи на семејството, на училиштата, на медиумите, на здравствените работници, бидејќи не смееме да дозволиме младите да растат со порака и со сознание дека употребата на никотин е всушност влезницата или трендот за да бидат прифатени, за да се чувствуваат слободни или дека се потврда дека се зрели, значи да се идентификуваат на тој начин. Според доктор Чингоска, неопходно е не само предупредување за штетите од пушењето, туку и создавање систем кој реално ќе им помогне на луѓето да престанат да пушат и уште поважно воопшто да не започнуваат. Самата зависност од никотин е толку јака да тоа не е само прашање на волја, туку тоа е еден медицински, еден психолошки проблем со кој што индивидуа која што да речеме ќе реши да престане, да се одвикне од таа навика, не може сама да го изоди тој пат. Во тој контекст се замислени и советувалиштата за одвикнување од пушење во рамките на центрите за јавно здравје, кои што се убаво замислени за поддршка, за стручна поддршка на тие лица, меѓутоа за жал не се опремени, ниту кадровски, ниту просторно, ниту имаат организациона структура. Доктор Чингоска додава дека на национално ниво е потребно доследно спроведување на законите за заштита од пушење, построга контрола на продажбата на никотински производи на малолетници, ограничување на маркетингот насочен кон младите и поголеми инвестиции во превенција и програми за одвикнување. 31 мај се одбележува како Светски ден против тутун, оваа година под мотото "Разоткрија мамката", со кое Светската здравствена организација предупредува дека тутунската и никотинската индустрија се почесто ги таргетира младите преку социјалните мрежи, преку впечатлив дизајн и различни вкусови на производите. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека со цел одржување на професионалниот стандард, дигнитет на институцијата и меѓусебна почит се воведува кодекс за облекување за сите вработени и странки кои ги посетуваат просториите на одделот за граѓански работи. Како што посочуваат од Министерството, како институција која е постојан сервис на граѓаните, соодветното облекување придонесува за подобра работна атмосфера и почитување на државните институции. Во таа насока, граѓаните се замолуваат при посета на шалтерите за подигнување на лични документи, пасоши и други административни услуги да бидат облечени во рамки на општо прифатените норми за јавни институции. Од МВР наведуваат дека како неприфатлива облека за влез во службените простории се сметаат премногу куси или тесни здолништа, куси панталони наменети за плажа или за спортски настани, како и облека која прекумерно го открива стомакот, градите или долната облека. Исто така неприфатлива е облека која вообичаено се користи во домот, на плажа или во ноќни клубови, тренерки и спортска облека, облека со навредлива содржина, како и несоодветни обувки, како влечки, папучи, кломпи и слично. Од Министерството додаваат дека и сите вработени во одделот за граѓански работи се должни да го почитуваат утврдениот кодекс за облекување за вработените во МВР. Кебапчилница вкусно ви донесува Метео.
Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност. Максималната температура достигна до 22 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура од 8 степени, додека пак максималната дневна до 24 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 5 до максимални 31 степен. Во недела и понеделник во попладневните часови ќе има услови за локална појава на поруен дожд, грмежи и засилен ветер. Во вторник и среда времето ќе биде променливо облачно со сончеви интервали и релативно стабилно, а од четврток повторно се очекуваат врнежи од дожд, грмежи и ветер.